Долго време размислувам навистина колку да го префрлам на една подостапна локација, затоа што до сега сите 7-8 години, значи бев на некој начин нели во ателие кое што беше поинтимно, позатворено, од позатворен тип и едноставно многу работи не можеа да дојдат до нели до сите луѓе, до сите клиенти, пристапни, да не бидат толку достапни, нели? А навистина имаме креации кои што би сакала да ги представам во излог, да играм со сите тие креации, да правам излози од сезона во сезона, нели, различни така натаму. И сето тоа некако си се наметна сама по себе да тоа што го работиме и го покажеме, нели, на еден поинаков начин и мислам дека конечно сум таму кај што треба да бидам навистина. Некако до тебе, да, тоа посебно десна страна. Добро се. Да. Десничар. И мислам дека конечно сум таму кај што треба да бидам, зашто навистина некако така си се споивме со просторот и не знам, мислам дека диша заедно со мене и убаво ми е навистина. Мали шоурумови може, мали интимни ревии, да, затоа што е така многу имам желба дамна да направам така мала интимна ревија и мислам дека просторот баш тој момент ќе го даде, ќе го нуди, да, го поддржува, да. Да, многу сакам да направам нешто такво, баш некоја нели колекција која што ќе биде надвор од оние редовни колекции. И би сакала тоа многу да го направам со неколку 10 нели познати наши македонки со кои што јас и соработувам, кои што нели ќе ги носат тие модели, ќе ги представат на најдобар начин. Така да планирам таква една мала ревија за интимна публика, за мал број, мислам дека ќе биде наскоро, може. Кога ќе почнеш со машка линија? Пошто видиме какви сме. Вие сте си убави, ама можете да бидете и поубави, али здравје Боже за некоја година. Имам ја предлог за тебе, почне се облакаш ко женско. Тоа не, гледам работа. Нели те предизвикува? Дали имаш идеја за мушка гардероб? Само што имам идеја, меѓутоа едноставно пак јас сум многу реална, идам полека, значи минатата година инвестирав во парфем. Оваа година инвестирам во женска секојдневна гардероба, која што конечно ќе биде презентирана во април или во мај, ќе биде во продажба во август, некој се радува на тоа. Се радува? Да. И така да моментално оваа година инвестициите ми се насочени натаму, а вие ќе почекате уште 2 години. Кажи ми еден тип ќе ми даеш, само еден тип ќе ми даеш, која боја ќе биде хит оваа сезона, зимава? Да знаеме да не утнеме. Значи, ако кажам тука ќе утнам. Кажи, утни. Не, ќе утнам. Утни, молим те, пошо жолта. Сам заблакам. Ај, next question. Може? Не може. Елтон Джон, не. Розевка? Може. имам кошулја. Сериозно за машки. Кога не сакаме да промашиме боја, само црно облакам. Јас сватив една работа, Тања. Фармерки, кошула и сако и не можеш да утнеш. Не можеш да утнеш, не можеш да утнеш. Само со бојата знам. Е сега види, ако ставиш хавајка со плиш, тоа, ќе утнеш. Може. И фармерка не те спасува веќе. Добро, работиш со познати личности. Дали некогаш некој ти се јавил да те ангажира евентуално за стручен консултант околу облакање? Да, меѓутоа ја тоа го одбивам. Да, затоа што не сакам да ги мешам работите, затоа што доволно се измешани работиве во Македонијава наша, више во секоја бранша, нели и сите се. Едноставно стилистите си се стилисти, дизајнерите се дизајнери. Модните критичари се модни критичари. Значи сум имала понуда од многу весници да кажам нели кој како е облечен, дали тоа е добро или лошо. Тоа не е моја работа. Тоа е работа на некој моден критичар или некого да го стокнам од горе до доле. Значи тоа е работа на стилист. Моја работа
и на мајка природа. Моја работа е да дизајнирам конкретни парчиња. Значи сегментирана работа ми не би сакала. Се извинувам да се да се мешам. Како ќе свијат? Убави се, зеленката боја е многу убава. Тоа не е Многу моето, сладка. тоа не ми рече брат тај нешто Да. зелено разби. Ти одговара со мојот амбиент. Немаме друг ѓон. Друг ѓон нема. А Значи, за врз- кондори ми беше прашено дали на кај кондори ќе се свртиш бар секунда. Да, тоа ќе иде заедно со секојдневната линија, значи и кондори и ташни. Со секојдневната линија Правиш и линија за некој повторно се радува. Условно што ќе кажам за обичните луѓе, за обичните Да. да може да влезе. Да. Значи разбираш онаа бариера, нели дека за некои одредени фустани за некои треба да се плати многу. Апсолутно. Нормално кога се работи кастамейд, кога се работи шиење по мерка, тоа нормално дека мора да е скапо. Значи цел тим од 10 луѓе работат на една креација, значи тоа не може да биде конфекција, не може да биде, да. Кај е твојата муза, што е она што те инспирира? Керка ме, да. Колку години има она? 9. 9? Девет, да. Она е твојата муза за Она е мојата, Почнем она е, за да, она е мојата инспирација. мотивација и така, да, а муза веќе ако збориме, нели, тука ми е Јелена Јованова. Значи, тука ми е Ивана Хаджиевска, тука ми е Драгана Костадиновска. Што не ги собереш на едно место сите? Сакав да работам со актерки. Значи тоа ми беше прва основна идеја, значи дека не се навредат, нели, да не се навреди естрадата. Актерите, пејачките, да. Меѓутоа многу повеќе се најдов во тој сегмент и едноставно посакав да работам, значи со нив. Фидбекот беше, нели, феноменален, значи и они го сака истото така, да мислам дека со нив три навистина стварувам многу добра соработка. Со Драгана Костадиновска наскоро ќе почнеме соработка. малку поинтензивно. Ќе дотераш, одлично. Да, а со Јелена и со Ивана се продолжува. Кога ми беше во опуштено, ни избега за кратко, те чекаше обврска. Ни вети тогаш, и ние ти благодариме што ни дојде исто како гостинка, беше на наше взаемно задоволство, ни вети парфем машка кој ќе се вика Штала. Тоа вие го смислевте Снимено, името. не, мој. Бидејќи првиот парфем ти се А дали викаше... може да направиме една специјална едиција само за вас да се вика? Опуштено, релакс. Да. И со наши профили. И со ваши Не, се не шалам, профили, се не шалам. рековме профилите Не, не не, ми се добри на да, никога. може- Што е носам да шприцаш. Не, екранче да има од позади ја и ти да идеме. Джойстиц. О, ова. Се шегувам, значи актрес беше актрес, така? Актрес, да, така. Или актерка. Тоа ќе се Актерка. преведе. Си верки. Да. Машкиот парфем може да се вика Шмира. Тоа не знам, знаеш што е Не, Шмира? сакав да прашам. Во глумата тоа е кога некој се преправа дека глуми. Аха, дека глуме. Така да уствари ќе ставаме водичка и ќе мислат дека имаме парфем. Значи навистина е многу тешко да се пробие во една земја како нашата земја, да кажам, затоа што Прв пат се случува некој да прв пат се парфем. случува, недовербата е многу голема, значи многу ми беше тешко прво да докажам дека навистина станува збор за парфем кој што се носи на некој си рамниште со светските добри познати брендови, да, и едноставно да го направиш да имаат мотивација, афинитет да го посакаат толку колку што го посакуваат Gucci, Prada и така натаму, и да поверуваат дека навистина станува збор за една скапа формула и дека станува збор за нешто направено во Франција по сите Сериозна критериуми, лабораторија. во многу сериозна, значи во истата лабораторија каде што се работени Живанши, кои што се на врвот. Цело време беше под надгледување на парфумерот на Живанши, значи процесот на изработка и така натаму. Меѓутоа жал ми е што ете на пример сепак на многу повисоко ниво се ставаат сите тие светски странски брендови, отколку наше македонско. 8-9 динара да видиш како ќе сватат одма. Баш напротив, не. Значи, меѓутоа сепак си го наоѓа патот. Значи веќе многу ме радува кога девојка ќе купи ектрес и кога ќе ми пише во инбокс дека го носи, дека е срекна. Значи треба да се пробие ледот на дека си фатила дечко на него и дека ја обожава, Имаш и да. мушка линија Штала. Нема да видиш Штала, жал ми. Работев свадбата на Фигара, значи костимите ги работев, да. Фигура се зема. Фигара се зема, да, го женивме, го мажевме, како се вика.
Може. Значи имав многу убава соработка со режисерот од Грузија, многу убава соработка со актерите и требаше да работам на уште една представа за Македонски народен театар и малта не беше све договорено, во последен момент едноставно тоа се разби, многу ми е криво, значи буквално година дена се подготвував за таа представа, вложив во таа представа, еве првпат јавно кажувам дека ми е навистина жал што нели не се случи тоа. Меѓутоа еве работам повторно сега за МНТ, за Васил Зафирчев, со Милица Стојанова и со Звезда Ангеловска, значи костюмографијата ќе биде на Кокев. Едва и чекам да почне. Односно почнавме веќе, само нели да почне да интензивно нели костинските проби да почнат. Така да тоа е следно за МНТ што ќе се работи. Треба да има лојална конкуренција. Така. Значи мора да има лојална, затоа што јас ако нели сум се дрзнала на некој начин така да земам толку голем простор и да бидам свесна што носи тој простор, ризикот, нели? Треба и толку многу вработени и да работиш, значи и легално кон државата со сите тие плаќања на даноци така натаму и да се појавуваат нели мали бутици кои што нели работат на начин на кој што работат и така натаму со минимален број на вработени или без вработени и без толкави големи трошоци кири или веќе што да без вложувања и нели да се парира со некакви нели цени и така натаму, тоа е нелојална конкуренција и тоа не го сметам за конкуренција во ниедна варијанта. Кога нели некој едноставно ќе се дрзне исто така како мене, ќе вложи толку многу колку што сум вложила јас, ќе ми биде чест и да не знам, да си парираме во позитивна смисла на зборот и тоа е конкуренција, иначе ништо повеќе тоа не признам за конкуренција. Супер. Да. А те поддржуваат од дома околу оваа работа? Да, Знаат да. дека си дизајнер? Знаат. Занимаваш или уште не немаш откриено? Па, ајде ше година дена со машката линија ќе дознае. Ама таму еден бутик у Трговски. Со машката линија се надевам дека ќе дознае. Да. Имам голема поддршка навистина, значи сопругот ми е огромна поддршка, му благодарам еве и јавно многу. Едноставно постојано е нели позади мене и тоа многу значи. Кирката исто така, значи не знам, не може без таа поддршка да се функционира дефинитивно. Битно е, да. Фаќаш нивни идеи околу нешто, знаат да ти се замешаат, да ти дадат или Знаат да не, ми се замешаат, да, значи откритка ми прифаќам од сопругот. Тешко. Па и не треба, мислам. Тешко со малце да да. Реков се очекувам да влезе еден ужуто, ужот ти е него, у розево ужуто. Баш да го видам ужуто. Ја би сакала понекогаш некој барам жол детал. Нема да сакаш Да, нема да направи го тоа, да. Не знаевме ќе се облечевме во жолто, гарантирам, значи тука немаше да има дилема, али промашивме све добро. Теѓа црно со туфици за ник. Видиш, комбинирани сме. Супер, Тања ти благодарам. Благодарам ја на вас многу и што ме следите, што ме поддржувате. Се надевам еден ден и јас ќе имам можност да ви се додолжам. Ние сме како луди без мода, да знаеш. Знам, приметив. Ако те нема. Да. Кажи. Нели? Део го вика фешн гуру едно време во аеродром. Не ме пишува за расписанија, ама он ми помогна многу. Многу среќа, нека биде Фала богато многу. тука. Фала многу, 10 пати побава да ви се врати со емисија со све и еден ден и јас ќе ви се одолжам на вас. Да ги поканиме само да дојдат во градскиот трговски центар. Така, тоа е се влага од оваа страна од кај плоштадот е многу поблиско, а од другана страна од кај паркингот е малку подале. Од кај жена паркер најбоље. Најбоље. Да. Тања што е Фала многу, деца. Фала ви многу.